Опа, петочки. Пола бавено не може да биде. Опа. Петок. Ја вака можам да следни назад. Добро, знам, не сум толку убав само да ме гледате. Па, ајде да го изедеме и овој локум. Мерхаба. За оние кои не знаат, реков здраво на турски. Искрено, што знам јас кој ќе стане официјален јазик во нашето филмче? Си викам, ајде се спремам со време. Што е сигурно, сигурно е... Веќе кажав, петок. Најлабавено, па така, сега ќе ви откријам дека секој петок, а ако ни се уарди, може би во другите денови, ќе уфрлуваме по некое видео. Да. Со оглед на тоа што двојазичноста е многу популарна деновиве, еве, да ве охрабриме, да не се плашите дали ќе научите на време некој од јазиците на малцинствата, за да се разбереме со сограѓаните. Може да се изборите како сакате, ќе се разбираме со говор на тело. Пример број 1. Боричемо се заедно за слободу, демократија, квалитета живота, да наши деца и уници остану овде, раде, да буду са част и достоинством, да не напуште родна земја. Кикирику, ова го праве пред 20 години. Океј, ти да ги бим. Пример број 2. Абе, полако, бе, ќе ти дам јас тома рака, бе, полако. Вака можете да полагате, господине, во мала речица. Овде ќе морате да покажете знаење. Хајде, бе, јели... Да, овде не помага ни мито. Кој мито? Па njemu sam dao 200 maraka, ima da čudi kod mrtav. Дечки, што се секирате? Сви можемо да научиме да зборуваме и да се разберемо. Сега казните за неупотреба на некој јазик ќе бидат малку соленки. Ама, па со минимална плата од 500 евра. Све ќе се може, се ќе биде многу полесно. Да ми, кажете каков подарок за 8 март, а? Нова влада. Така рекоа, што знам ја? Па постои ли поубав подарок? Сите викате само една ружа сакам за 8 март, ништо повеќе. Нели најмногу ружи сакавте? Епа. Туку дај да расчистиме некои работи за да не паничите што и како ќе биде. Информирајте се малку повеќе, ќе видите дека ништо не е страшно. Еве, например, нашите мајки и татковци, вашите баби и дедовци, живеа во една земја каде парите беа на 4 јазици. Ништо страшно. Добро, сега сите знаеме, а можете и да ги прашате што се случи со таа држава, ама... Ако не научите со време некој јазик, пак нема секирација. Па дури Александар Македонски со грците зборувал со преведувач. А да, уставен предлог на локумна за новата влада. Сарказам да се воведе како 23-ти официјален јазик. Пак, јас све да ви кажувам. За избори? Немамо гајле више. Првите парламентарни избори во Македонија се одржани во 1990 година. Последните се одржаа минатата година. И така, не е важно кој победи. Сега е време за малку вести од светот. Со позадина ти кажувам Керко сети се снао. Значи, јас ви кажувам што прават развиените земји, а вас треба да ви текне да го воведете тоа и кај нас. Дали се разумемо? Град во Шведска воведува пауза од работа за секс. Да, вработените ќе имаат 1 сат да отидат до дома и да имаат секс со животниот сопатник. И тој сат ќе биде дел од работното време. Сега за некои од нас тоа малку зајачки ќе биде, ама ако. Воведете го, па ние ќе се снаоѓаме некако. Океј, така. Просечниот животен век во Македонија е 74 години. Се пензионираме на 65, што значи имаме само 9 години да поуживаме. Сега.
Не знам ова со поуздава за секс дали ќе ни го продолжи животот, ама може ли да се смали границата за пензионирање? За мене прашувам. Дајте да поживаме барем 12 години. Словенија денеска легализира геј бракови. О, господи Чек! Честитајо! Утре во Марибор ќе бил склучен првиот истополов брак меѓу две жени. Свадбајо, играјо, пијао! Само полека со печурките. Некое 10-годишно девојче во Америка се јавило во полиција за да побара помош за домашно по математика. Одлична идеја. Од сада сви милицајци да полагају математику, физику, хемију и други предмети каде што има формули за да можат вистински да бидат во служба на народот. Да, зашто нели америчката полиција, па окей, нема да, ќе се воздржам. И за крај една вака политичко прашање од типот угоре високо, удолу длабоко. Овој британскиот министер што ни посета, како тоа лебати ќе ни помага за влез во Европска унија кога Британија е изашла из Европска унија. Како? Не било за Европска унија, пардон. За НАТО ќе не поддржувале. Океј, ако ви тргне, кажете со време, имаме и други работи за поддржување. Great Britain 12 points. Или Great Britain 2 points, како и да беше другото. Вечерва на Канал 5 Златна Бубамара. Едвај чекам искрено. Редно и Канал 5 да има нешто за гледање. Океј. Читам, на пејачи давале награди за семејни вредности. Сашко се појавил у венчаница, дури и СЈО настапиле со музичка точка. На Бубамарата имало и моменти што толку многу трогнувале, што ќе ми дојдело да заплачам. Баш ме интересира и ајбаш да видам. Сега траела многу. Тоа многу често го слушаме колку многу траела Бубамарата. Ако можеше денеска пола свет со сати да гледа видео во живо, чекајќи да се породи жирафа во зоолошка градина во Америка, извине. Можеме и ние 4 сати пред телевизор да се останеме. Таман ќе уштедимо на излазак вечерва. Како и да е, честитки до сите добитници на наградите. Свака част! Епа, значи да резимирамо. Неделјава, да ја резимирамо, мислим цела неделја, ово неделјава која ја прошла. Так, бурно е било, нема шта. Ама, ако испадне така, кој што ви кажував пред некој ден за ново сонце на слободата од понеделник, сагам на улица кога ќе ме сретнете да ми честитате на 4 јазици што сум погодил. Иначе, ќе ве казнам не со 500, со 5000 евра. Сега лабаво. Петоче попладне иде субота и неделја, такозвани викенд. Козолабавено петоче, едно витче, Евака. Царот Лав им забранил на орелот и зајакот да се дружат. Орелот и зајакот се договориле да одат во кафана за да направат план против Лавот. Лавот дознал и бесен влегол во кафаната. Орелот, за да се спаси, го бутнал зајко под крило. Так, кога Лавот го прашал орелот што ставил под крилото, овој силно го стиснал крилото и рекол: "Ништо, си носам слика од зајкот." Ѓуле, ѓуле, драги људи. Или ѓуле, ѓуле, драги људи. Се надевам, се видим у понеделјак. До тогаш, ариведерчи. Еј, ево уште еден јазик.